Па нека учеме деца, таму не беше школата на среде селото, што е дека чешмата тука, тоа беше како кула, и околу не деца тук се гледаат тоа сето. И тоа сите деца се соберби таму. Прз десет што треба Василица се Уџаниче вади таму, се од сето збираше, ор празник што се таму ор се играеше на него. Ме натера времето речме, се вратиме па назад во селото. Екзистенцијата прво тоа да го потикнеме. Тука су роден. Тогичо веќе се занимава со сорање, со совци, кози, бишки, со стока, со имање. Не чекава држава. Секој што си произведе, тоа имаше. Во подножието на Кожув планина, на надморска височина од 700 метри, се наоѓа селото Чемерско. Гледано од селото Страгово, тоа и едвам се приметува, а се наоѓа во тромеѓието помеѓу селата Крњево, Бошава и Бохула. Погледот од над селото Страгово кон местоположбата на Чемерско пленува со прекрасните пејсажи. Селото Чемерско од Кавадарци е оддалечено 30 на километри, а до него води тесен, асфалтен и добро сочуван пат. Првите доселеници во селото доаѓале од повеќе соседни села, а се споменуваат и од селата Драчевица, Серменин, пошто и некои мала и фамилии го носеле нивното име – Серменинци, Драчевци и така натаму. Според некои податоци, во 1570 година, тоест во 16 век, според пописот што го направил некој си Али, син на Касим, а по наредба на султан Селим II, селото имало 63 семејства и се бројувало во поголемите села во тогашната Тиквешка нахија, во Чустендилскиот санџак. Се претпоставува дека секое семејство во просек броело по 6 члена. Селото изобилува со долги сончеви периоди, особено во пролет и есен, па куќите претежно се градени со поглед кон југ. Старите куќи во селото претежно се граделе од камен и кал, најчесто со една или две соби и подрум за чување на зимница и стока. Секое семејство неизоставно имало амбар за чување на житото и семејна фурна за печење на леп. Бројот на куќите во селото бил најголем во почетокот на 20 век и изнесувал околу 120 куќи и главно занимање на селаните било земјоделието и сточарството. Чичко Лазо Станоев во еден здив ни раскажува за убавите изминати години во селото, потсетувајќи се на својата младост. Па нека учеме деца, таму не беше школата на среде селото, што е дека чешмата тука, тоа беше како кула, и околу не деца тук се гледаат тоа сето. И тоа сите деца се соберби таму. Прз десет што треба Василица се Уџаниче вади таму, се од сето се збираше, ор празник што се таму ор се играеше на него. Сите се соберна со се 3-4 ора се делат, секој се играат младинта, старите башки. После тоа си водат по куќи. И тоа така викаме долу, го викаме тоа долно мало, средно мало, во горно мало го викаме горе што се одериш. Што дем тие тоа и тоги таму сите, пак учиме школата, значи ја 34 година го заврши школата, тоа попот кој беше он си Степајата и попот и учител, тие си доаѓа попот од Квадрци, стари учител, кога заврши го оди како се не се врна. И после тоа кога студем ке напред, па наши деца одеа болницу школа го завршија, кога завршија болницу школа, даш како првја школа дека до 40 години почна да учи. Есента почна 40 години, па таму со студем младинта, се собра тоа едно учителче имаше персони ќе фудбал, ќе играме, ќе го формираме школата напрот. Рекол ми чуеме таму, дојдем по селото, дојдем да формираме активно, ма кога се растури 41-та година капитанска, дојде и се изгуби тоа си теди, после дојдоа бугарите, и тоги па продолжија таа школа да учат деца наши во школата од црквата. 105 домаќинства беме околу тивот кога се пишаме. А 500 и околу 15 души таму живееме што беа во школа, од Мика што запишаме во култивот кафе Гоме. После тоа е култивот од дека. После култивот некој време, па и него. Ај малко да се посетиме тоа вашето време. Од каде се зима невести,
невестови. Те се заявявам го това време, си явяваме, дека той ги не беше каза сега меша народ, кой каже дойде. Той го отбоя село от селото, че се вземе повече от селото, някой от Бошва, някой ще вземат, някой от Конопша, някой от Кари от Бовла, някой ще вземат, така се избава. Кой каже, че найдат дружбата, той повече, сега младинта, той беше за остарата, не беше каза, сега цел дойде там, днеска, че свират от дека мора, че оде това, после като той до наши си так се има, со Сватови човеча взимат, со конji, яри. Со конji? Со конji Сватови човек. Дойш, ако нямаш конji, че му работиш някой една ден надница, ти го даде конji да вземеш невестата. Да вземеш го сват да одеш. Седят от друга младинта, ще ода. Па си правиме циркус, някой пече му, че тя там по месец да вземат, някой че му извада под предището това, че бяха го тук ще го манат. От камера грамадият ще падне. Циркус си правя той, тогава ще циркус. Па кой не те избева, па ще го дигнем само штарам, че го донесем до дома. Претежно со кои села најповеќе соработувавте тогаш? Повече? Бушавите и Була. Тук бе, тия бебе от сърдините повече немаше. Сождуеш превоз да одеш раке, сега работа, ти да екшуеш. Кой има кой село, шо служили коя слава, например, до един страхваш, чието отвдява от дуда, че има Конопша си тиваш, кой Бошва и Линне го дуат вдейкас. Стармаш, шо беше там, па Свети Николай да лета и Свети Костура. Па там ще сто да бе един за това. Булата Насов да го слушаше. Чемърско спасва ден и Богородица, богата с две слави. Две слави имаше. Има и после Богородица, кога трябва много нарти идеш 3 дена, той ще 20 се соцвет. От Кавада ще биде първо тейки. От Кавада си иде оде от Чемерско? Тук иде на Богородица. Я там внутри братушеди тях бяха, че дуат сите, тук иде сите. Я скандевци, що са нея най-светлати, то да ще служител. Те са внутри от прабратушеди. Бројот на фамилиите кои постојано живеат денеска во селото Чемерско е мал, но затоа е доста голем бројот на оние кои повторно се враќаат во селото, градејќи нови и убави куќи, разорувајќи ги од поодамна заборавените плодни чемерски ниви. Во селото постојат две продавници кои се добро снабдени и во потполност ги задоволуваат потребите на селаните. Душко Атанасов пред 30 години се иселил од Чемерско, а од пред 2-3 години се вратил во родното огниште, поправајќи ја старата дотрајана куќа, а во селскиот дом отворил продавница и вели на тоа маката го натерала. Ме натера времето, речме, се вратим па назад во селото, екзистенцијата, прво тоа да го потикнеме. И плюс тоа, населението да биде малце по-услужено, да не шета по селото, да речеме, за најосновните артикли, што треба да се за нивна потреба секојдневна. И сите тие работи, да речеме, ме врзаа, оти јас соживеам со селото, роден со тука, пораснав, да речеме, до 15. Осмо завршив во Горна Бошава, потоа се спишав гимназија завршив и така да речеме се запослив во Ангропромет. И со текот на време, да речеме, сите работи се дојдат тешки, фирмите, да речеме, тешко му оде, дојдоме во приватно и со тоа, да речеме, со нашиот председател на местна заедница му го потикнав ова прашање, викам продавница во Чемерско да отвориме, да бидат по-услужени мештаните наши. И така да, со таа иницијатива, да речеме, он вика, вие моабет што го направи, вика, за тебе, вика, најреален за нашите селани. И така, јас пред 3 години дојдов во село Чемерско. Мада е тешко, да речеме, на вие терен, да речеме, се одржава продавница, ама мене ме влесе селото и со тоа, да речеме, тоа си куќата се обновив, нешто реновирав, лози посадив неколку декара и мислам дека ќе има услови за секој еден што е, да речеме, што ќе потегне, да речеме, на вие потек, ќе има услови за работа. Во своите скоро 90 години Чичко Цандо Ванков видел и поминал се и вели во селото порано беше многу убаво. Чичко Цандо, која година си роден? 14-та. Сега што да кажу? Како живеа Тука човек? си роден? 14-та година. Тука сум роден.
тоги човек се занимава со сорање, со овци, кози, бишки, со стока, со имање, не чека од држава. Секој што си произведе, тоа имаш. А сега дојде времето, секој гледа од државата да земе. Некој социјална помош, некој заработил преку стаж, а тоги секој ќе изработе, жито си збере, рана си збере, не чекаше од помош од никаде. Ти како живееш сега? Сега си сам. Ми подонесуват лебеци, така. 6 месеци бе по болниците. 2 месеца бе у Скопје, 4 месеци бе у Ниготино на прифатна болница. Тамо многу скапо беше и мораш тука да си дојдам. Сега е лето тука, колајна, ама зиму кога ќе дојде како се гледам. Не можам один да си завалам, не можам да се наведам, не можам дрва да си приберам. Месеци бе тамо у Карле Струх. После си дојду тука у Бугарите, па бе 6 месеци вежба. Од таму си дојду па у партизанте оде. И у партизанте изоди. После од партизанте, кога се уволна, па вежба 3 месеци още оди. Оди на секаде. Ама еве сега ме навали незгода, се гледа 8 месеци сам, нојци ми одеа, и се операм, и се изготвям, си сварам јадење, ама сега не можам. Ај кажи ми малку како беше кога беше млад. Како се живееше во Чемерско? Тоги така живееме, таму во изворот горе, трво имаме, кози чуваме, овци чуваме, реме, бишки чуваме, коњи, со коњи дрва си носеме од изворот горе. Така се живееше тоги. Секој еден се трудеше тоги. Странките што беа, сите се ореа, а сега неќат да орат. Во селото, по својата убавина и градба, се истакнува црквата Свети Спас, изградена околу 1860 година, а во почетокот на веков запалена и повторно обновена. Во селото свештено лице доаѓа само во повик, но сепак и без поп црквата се отвара секоја недела, а за неја се грижат Ристо и Видан, но и ним годините им натежнале и велат кога нас ке не нема, кој знае кој ќе се грижи за црквата. Посебен белек на селото му дава селското училиште, сместено во непосредна близина на црквата. Долги години во ова училиште работел нашиот сограѓанин Ѓорѓи Михов Чемерски, кој во ова село ја поминал и својата младост, а сите спомени за Чемерско ги испеал во неговите песни собрани во неколку стихозбирки.
За училиштето и за своите ученички денови ни зборува Ристе Јованов, кој воедно при правењето на оваа репортажа беше наш домаќин и водич. Да се поминат неубавите години од младоста во едно место, да се помине младоста со луѓето од Чемерско, не може а да не изроди и сопишување на една книга. Чемерско, младост моја, автор Ѓорѓи Михов Чемерски, кој цели 17 години поминал во Чемерско. Чемерско, младост моја. А засвирале свирачи мелодија драга, се луле оро од играорци млади, накитено китно со насмевки благи, рака за рака набрекнати в гради, дарува радост, игривост, вита, погледо се впива во осмевот млад, дарува смев, игривост и ритам. Рака за рака, поглед со смев, ерген до мома, жена до маш, разиграни личник од цвет до цвет, си извива танец македонски наш. Да се посетиме на младоста на Ристе Јованов, кој долги години поминал и токму во оваа клупа ги добил и првите знаења од своето образование. Основното училиште го носи името на големиот револуционер од Ваташа Димката Ангелов Габер. Истото е направено во 1939-40 година. 40-41 е првата генерација на ученици на македонски јазик. Овде учењето на учениците траеше 4 години, значи до четврта, а потоа продолжувањето на учениците беше во селото Горна Бошева, каде што беше Илинден осмолетката, единствена во тогашната општина во Шавијата. Во неа патуваа сите ученици од Бохола и Чемерско, како и останатите села, секој ден 4 години. Потоа продолжувањето на учениците беше во поголемите општински центри, како например Неготино и Кавадарци. Во училиштето се сменуваа многу генерации учители, од кои еден беше Ѓорѓи Михов Чемерски. Без малку неполни 20 години ги учеше и воспитуваше младите генерации како своји деца. Покрај учителствувањето беше многу активен во младинските секции и под негово диригентство имаше и драмска секција, спортски клуб кој го носеше името на реката Нештајца и други некои приредби кои се организираа за тогашните празници Нова година, 1 мај и 29 ноември. Од тогаш училиштето по неговото заминување беше затворено 1971 година. Затворено од тогаш се до денешни денови и тоа повеќе не е отворено. За одбележување што Општинско собрание 1982 година реши да ги реновира сите училишта во Бушевијата, иако нашето беше комплетно сочувано и уште тогаш се изврши комплетно уредување на установите и на нашето и на останатите училишта. Во последните години во селото никнуваа се повеќе нови градби, а интересот за градба на уште вакви објекти е се поголем, бидејќи во селото се создадени сите услови за нормално живење. Селото е електрифицирано, воспоставени се телефонски комуникации, а селаните со својот водовод можат само да се пофалат. За развојот на селото голем придонес има и долгогодишниот претседател на Советот на местната заедница и актуелен советник во Советот на општина Конопиште, Трајко Тасев. Тогаш актуелниот претседател на Собранието на општина Кавадарци, господинот Ванчо Чулев, и јас како претседател на местна заедница, во кој што бев на работа во Собранието, една иницијатива, една посета на нашето село, и кога видовме дека има природни ресурси, природни, мислам, текови на реката, и решивме да направиме еден проект, кој проект после го реализиравме и вие сами може да видите денеска што значи таа вода. Ако сакате малку да поуширам тоа. Тој проект е негде на кота 760, овде ќе се наоѓаме 700 метри, а резервоар кој што се уште не направен е 720. Трасата е долга негде околу 6 км, со мрежа во селото која е целосно направена. Проток на водата е 22 литра во секунда, 4 литра се за место заделение, а 18 литра останала за наводнување, односно систем, мал систем за наводнување. Единствен систем во општина Конопиште кој што моментално е во село, нашето село Чемерско, тоа е 18 литра во секунда.
Како актуелен председател на Советот на местната заедница, што сега се презема за животот по селото уште повеќе да заживее? Па покрај тој еден од како првите капитални објекти кои што направивме, тој потез што мислам дека вроди плод, после јас како председател доведовме асфалтен пат, го поврзавме со регионалниот патот Мушугруп, Крњево, Бохова, Чемерско. После донесовме телефонска мрежа, односно пеетите мрежата тука. Струјата ја подобревме, го реновиравме школото, ја реновиравме црквата и така да сите они кои пратечи објекти кои што се потребни на ова село, ние практички завршиме. Но во иднина нашата програма на Советот, односно на Советот на местна заедница, јас како председател, покренавме иницијатива за еден објект кој што е необходен во овој момент, можам да кажам, бидејќи е голема количина вода се троши и тој мораме да ја фатиме, да ја сместиме во систем, тоа е канализација, атмосферската и оваа што е природната вода. Таа некаде направивме проект, негде проектната документацијата е доставена до Бирото за локална самоуправа, односно до Агенцијата за стопанско редовно развиено подрачје, негде на сума околу 5 милиона. Овие денови и како општина, јас како и советник во општината и во програмата на општина Конопиште е уфатено нашата со канализација со канализацијата и мислам дека да не кажуваме вака, мислам оптимистички, али за месец дена мислам дека и тој бек ќе го отпочне да се гради во селото Чемерско. Со оглед на тоа што селото Чемерско навистина располага со природни убавини, зеленило и плодност на почвите, голем број на граѓани пројавуваат желба за да овде изградат своји викендишки. Кои се процедурите? Дали се плаќаат оние комунални такси со оглед на тоа што вие сте и советник во општина Конопиште? Па интересот во нашето село е голем. Ние тоа го поздравувавме и како совет на местна заедница и решиме да отвориме широм вратите на оние кои што сакат да станат жители на ова местно население во селото Чемерско. Ние како совет на општина Конопиште расправавме на една седница, а сега на оваа седница ќе донесеме одлука. Секој кој што сака да се врати назад на своето огниште, слободно може да дојде и се го загради она што е негово и исто и имотот кој што му откажаме на некој начин, така да клучиме, а оние мештари кои што на некој начин сакат да бидат како први жители овдека, она што е на Република Македонија, ние како местна заедница веќе и направивме идено проект и ќе ги исколчиме тие, мислам, ќе направиме една урбана средина, ќе ги исколчиме габаритите на самите куќи и да ќе биде негде минимална такса, колку што рекол, тие се покрие некои трошкови, така да може слободно секој кој што децидира да размислува и може да стане жител на оваа наша убава село Чемерско. Го напуштаме селото Чемерско со едно сознание дека животот во селото од бошавијата полека, но сигурно се враќа. На самото заминување им одаваме почит на паднатите борци во народно-ослободителната борба, со посетата на споменикот кој се наоѓа над селото, а од височинката упатуваме поглед и кон селото Бохула, кое се наоѓа на неколку километри од селото Чемерско и со кое селаните и од двете села од секогаш соработувале и биле како едно. Репортажата ја започнавме и завршуваме со поглед кон местоположбата на бошавијата, со ветување дека повторно ќе се вратиме со посета и на останатите села, а како што ни рекоа и селаните од Чемерско, во годините што следуваат селото е со тенденција да се закити уште со голем број на нови градби.